Океј, супер. Здраво дечки, здраво на сите. Фала ви што дојдовте на денешната трибина, прва трибина од сето трибини кои што ги правиме како дел од онлайн програмата на СИМ. Моето име, за тие што не ме знаете, е Владимир Костовски, моментално генерален секретар на Сојуз на извидници на Македонија, и денес ќе имам чест да разговарам со неколку соговорници, извидници, професионалци кои што придонесуваат и се надевам ќе продолжат да придонесуваат кон раст и развој на извидничката организација. Темата на денешната дискусија трибина е каде го гледам СИМ во наредните 5 години, и со мене ќе разговараат пет супер соговорници, односно, значи по ред: Огнен Стефановски, старешина на Сојуз на извидниците на Македонија од 2012 година, член на ИПО Јадран Скопје со богато извидничко искуство, и како дел од неговата извидничка кариера поминал низ голем број раководни тела на Сојуз на извидниците на Македонија, началник на смотра, старешина на извиднички смотри и така натака и така натака. Вториот мој соговорник ќе биде Јордан Бајрактаров, директор за организацијски раст на Европскиот извиднички регион, активен извиднички одред Димитар Влахов Велес и дел од тренер базата на организацијата. Трет ќе биде Марко Панковски, поранешен началник на програма од 2012 до 2014 година на организацијата, исто така поранешен делегат на Сојуз на извидниците на Македонија во Национален младински совет на Македонија и член на управен одбор на НМСМ во период од 2017 до 2019 година. Девојките: Светлана Лукановска, началник на ИО Методи Митерски Брицо од Скопје, активен водач и волонтер на СИМ, и Срна Мајсторовиќ, член на ИПО Галеп од Скопје, дел од тимот за онлайн програма на СИМ, како дел и била претходно старешина на летен камп, активен волонтер и поранешен водач. Здраво на сите. Пред да почнеме со прашањата и со проактивниот дел со програмата, најпрво сакам да дадам малце отчет, односно да видиме каде бил СИМ претходните 5 години, да видиме СИМ каде е сега и од овој момент сега каде го гледаме во наредните 5-6 години Сојузот на извидници. Значи, како организација, во 2014 година, како најстара најмасовна младинска организација, Сојузот на извидниците на Македонија во изминатата декада генерално се бореше со предизвиците на транзицијата и брзо менување на вредностите кои се прифатени од младите во Македонија и делумно залоци со својот раст и развој. Но не значи дека СИМ во тој момент се рече окей, нема ништо да правиме и нема да се прилагодуваме. Во тој момент тим на активни волонтери, професионалци искочи со теренска работа, со трибини, со работа со работни викенди, креираше еден документ кој што не е само документ, туку беше водилка за нашата организација во минатите 6 години и ни помогна да ги правиме сите оние активности, сите оние програми и сите оние позиции кои што ги имал СИМ према надвор за ние да бидеме тоа што сме денес. Ако во 2014 година, како за споредба, СИМ броеше членство од околу 1200 млади со бројка од 15 извиднички одреди, од кои 3 беа придружни членки, моментално СИМ има бројка од 19 извиднички одреди полноправни и две придружни членки со бројка од околу 2400 извидници, што бројката речиси дупло се зголемила во овие 6 години, и тоа покажува дека стратегијата која што е креирана во тој момент, ние како Сојуз сме работеле во незина насока и сме биле проактивни во незино исполнување. Значи, во тоа време СИМ се изработи еден документ кој што беше поделен во 4 тематски области, односно тематски области. Првата тематска област беше младинската програма, втората област беше обуката на кадри, третата беше растот и развој на организацијата и четвртата беше имиџот и односи со јавност. Во текот на дискусијата ќе гледаме да ги фатиме, да чепнеме по се од нешто ова, каде сме биле, каде сме сега и каде го гледаме СИМ во овие насоки, и ќе имаме прашања кои што ќе одат во насока да видиме што понатака и како понатака.
форматот на оваа дискусија што ќе биде на секој мој соговорник ќе му дадам отприлика 5-6 минути да окаже неговиот став во на дадено прашање кое што ќе му го поставам на дадена тема. Секој од нив ќе го даде неговото мислење. Потоа ќе имаме question and answer сесија каде што секој од вас доколку има некое прашање може во текот на целата сесија да отвори прозорцето чат што е доле или да стисне само Alt и H на тастатурата, ќе се отвори самото и ќе може да го постави прашањето, може да го директира слободно кон некој од соговорниците, може да биде општо према сите па да се договориме кој што како ќе го одговори и да тераме понатака. Ќе гледаме, ќе пробам да го ограничам вашето зборење на некои 5-6 минути со можно реплицирање од минута две во интерес на времето. Се надевам дека со целава сесија ќе завршиме во наредниот час и половина. Значи, најпрвен, секунда само, окей. Најпрвен ќе му дадам збор на најискусниот од сите нас тука соговорници, Огнен, здраво. Значи ќе почнеме од тебе како извиник со најдебело резиме од сите тука, најголемо искуство и најголема титула, односно старешина на организацијата. Значи еве веќе 7 години како си член, како си дел на чело на Сојузот. Би те замолил да изводиш кој е најголем успех според тебе кој што го има постигнато СИМ како организација додека си на чело, зашто жалиш дека никогаш не се случило и во која насока идеме ние како организација. Секунда само, окей. Еве си, Антонио си подпишан, те најдов прв ми беше, да. Здраво, Огне. Здраво на сите. Прво ви посакувам добро здравје на сите, да останеме приседни во овие кризни времиња и да можеме да продолжиме успешно да работиме како што најави Владко во неговото прво излагање за оваа тема. Најтешко ми е да зборам и да ги кажувам добрите работи, бидејќи сум бил член и прв меѓу сите во изработката на стратегијата 2020, што веќе при крај и завршува. 4 теми што беа најбитни ги обработивме делимично, не целосно, доста работи ни остана. Најголемо жалење што ми е и што мислам понатаму како можеби да го решиме тој проблем е проблемот со бирото. Пробавме, имавме еден началник, го сменивме тој началник, земавме друг началник, имаме некои комесари, некој стар, некој нов, некој што работи, сака да работи, активен е, не се пријавува за некоја функција и така да најтешката работа, нешто што ми паѓа во овој изминат период, а вложен е многу напор за да се оформи тоа биро и тие комесари да се заземат својата работа во свој рад. Можам да кажам дека во овие изминати години доста напреднавме, но не значи дека сме стварно добри и дека можеме да се похвалиме дека не ни фали ништо. Една од работите е дека и во светот, и во Европа не сметаат како еден сојуз што најмногу напреднал во изминатиот период. Они може да не фалат, ја пак ќе се обратам и до сите вас и до сите што не слушаат, дека не може дали само старешинството или само генералниот секретар или сојузот дека е мој и на генералниот секретар, онова што беше, но тоа мото веќе постепено се губи, но се уште тоа биро ми е нешто како пречка. Еве сега нешто што исто ме боли. Имаме донесено правилници како се регистрираат одредите. Спомна дека се 19 регистрирани одреди. Тоа е начално дека се 19, на старешинство уште не сме ги утврдиле, бидејќи не сме имале некој состанок за да тоа го обознаниме. Во дописот од началникот на бирото за регистрацијата на одредите имаме дека некој
не исполнуваат или не се знае дали имаат инструктори во своите одреди. Кривицата можеби кај нас е тоа околу обуката дека обуки за инструктори сме покушале да имаме нешто започнато, има некој недовршено и пак како и да се вртиме, немаме во некои одреди инструктори, а имаме добро членство и добро се работи. Треба да се обрне и во стратегијата понатаму дека мора акцентот да се удри на обуката на кадрите. Ако имаме добро обучени кадри и во вакви пандемии ќе може добро да работиме и да се снајдеме. Може да пофалам дека оноа што го имавме како нешто што први го исправивме за 30 дена активности на изидниците се покажа како многу добра програма и сите многу добро зема учество во неси. Околу другите, да кажам, подтеми што се во стратегијата, мислам дека добро стоиме. Имаме членство, имаме млад кадар. Дали грешиме нешто дека не го активираме толку? Дали некој од младиот кадар се плаши да се активира во Сојузот? Дека е нешто кузнае што ни казнуваме, а за жал не наградуваме. Може би треба и тоа да го преземеме, ама во некоја може би подобро време. Ако се вратиме наназад, дали 3 години или 7 години или ако се вратиме повеќе од 20 на години, може да кажеме дека Сојузот сега не е на онова ниво како што сме го памтеле. Со многу одреди, со многу надпревари, многу друг вид на дружење. Но како што се менја технологијата, така се менјаме и самите ние. Мислам дека одиме во добар правец, но ќе почекам малку да ги слушам сите други мислења, бидејќи препораките, ако ги дадам ја, би требало после да ги спроведам во овој краток мандат до избори. Имаше и неколку прашалници што ги составивме, ги испративме и до членовите на старешинство, исто така и после тоа до одредите. Не го имам резултатот од самите прашања, каде што едно од прашањата кај мене беше како продолжуваме да работиме на овој нов начин со коронавирус, кое е тоа растојание што треба да го држиме, како да направиме протоколи за активности, бидејќи ако го прави нешто тоа нашата влада, а можеби и другите сите влади прават некои протоколи, треба и ние да земеме да ги примениме. На светско ниво требаше да имаме летоска и конференција. Конференцијата се одложи за наредната година. Мандатот на бордот им се продолжи за една година со нивна одлука или одлука пошироко. Ние не чекаат избори, ја мислам дека до изборите ќе биде све окей. Требаше сега да направиме и едно собрание да видиме редовното годишно собрание на Сојузот, до кај сме, што сме, и да се представиме, да кажеме што сме сработиле во минатата година, и тоа не можеме да го организираме. Но ќе видиме, мислиме дека ќе заврши све ова и ќе почнеме нормално да функционираме. Спомна само нешто интересно за моментално за онлайн извиничкава програма што тера Сојузот. Дали сметаш како поискусен извиник кој што има онака традиционално минато, традиционално извиништво што е врзан, дали сметаш дека ваквиот вид на активности и анимирање на членство е еднината на Сојузот во која што оди, или мислиш дека Сојузот пак треба да се врати на корените, дека треба да оди на традиционално извиништво како што се научени ние, или имам некоја, дали овие моментални практики кои што ги правиме треба да ги тераме и за воиднина? Убаво прашање. Прашањето беше поставено исто за 8-та смотра на Сојуз на извиници на Македонија, која бев првпат и старешина на смотра една голема во Сарај. Мотото беше традицијата живее. Значи, ја би кажал дека треба да го задржиме оноа што е доброто од минатото, но не дека не може да ги уфрлиме и новите технологии што ги имаме во самата работа. Треба да направиме некој микс
но оноа што е старо, да кажам, традиционално, треба да го гаиме и да не го забораваме. А новото да го додадиме на старото. Нешто што е ептен, никако, јас секогаш на било кој состаноци кога ќе ги направиме, викаме во на времето во оние извидник 1, 2 и 3 стари книжки што ги имавме, ако некој ги памети од вас, повозрастните може да и Гуше може ги знае, во првиот лист имаше една работа што треба да се научи за да се здобие тоа звање прв лист. Тоа беше разговор на телефон. Викаме дека тоа веќе сега фиксен телефон, никој ни користи, ни употребува. Но не значи дека ние знаеме како се разговара на телефон. Воопшто, просто да кажам, кога ќе се задзвониме било кај и на мобилен телефон, треба да кажеме добар ден, добро вечер, да се представиме тука е Огнен, ни треба Владко, оттамо да каже да, јас сум Владко, добро, јас сум од Сојуз на извидници на Македонија и да се представиш. Тоа е една култура, можеби. Кај помладите, можеби, тоа што правиш? Завршена работа. Не, културата би требало и затоа викам традицијата треба да продолжи. Не треба да се вратиме на старите телефони фиксни, имаме мобилни, имаме друга технологија, ама и на тој мобилен телефон имаме правила како што би требало да разговараме. Фала ти, Огне, ќе се навратиме повторно. Би сакал сега да му дадам збор на Јордан. Да, окей. Јордан, се слушаме? Да, се слушаме. Окей. Се гледаме ли? Се гледаме. Супер. Вака се. Значи, следното прашање е за Јордан и се однесува на неговото портфолио како директор за организацијски развој во Европскиот извиднички регион. Значи, и волонтерски, како дел од своите обврски, Јордан е од огромна помош за сите нас како организација, еден од главните адути за развојот на Сојузот на извидници на Македонија во сиве овие години наназад. Значи, во поглед на организацијски раст, Јордан, кажи ми каде е СИМ на мапата на Европа со другите извиднички сојузи? Значи, уште што мислиш, колку фудни леп ние како сојуз треба да изедеме додека стигнеме до рамниште на едни UK скаутси, од професионална гледна точка да ни кажеш што треба да биде фокусот на СИМ во наредните години за ние да се движиме во насока каде што се тие топ извиднички сојузи кои што ги знаеме ние на светско ниво. Па овака, од моето искуство кој што викаш и од работа у СИМ и работа у европски региони или во САМ на светско ниво, СИМ да е успешна приказна ако се земе во предвид тоа нели кај бевме пред некој период извесен и колку напредок се постигна последните години. И од тој аспект напредокот е очигледен и не само како сојуз сами по себе колку сме јаки или колку сме биле јаки па до кај сме стигнале, туку каков контекст општествен функционираме, у каква држава, каков дел на Европа функционираме. И мислам дека успехот не е за подценување, треба да се пофалиме, да речеме браво, направивме некои работи. Меѓутоа сега мораме да бидеме искрени да кажеме дека ако сакаме да продолжиме со тоа темпо понатаму, нема да биде баш едноставно само да ги применуваме истите искуства досега и да продолжиме натаму, и мислам дека горе-доле сме стигнати до некој лимит. Може би ше малце да растеме, да речеме. Ја би рекол сега ако треба со бројки да се гаѓам сега, ако сме таму 2500, колку има така 2500 членство, така нешто каже отприлика. Може би можело уште 2-300, уште 10, 15, 20%, дури 20% не верувам, без да се направат тие промени што спомна и Огнен. Значи прво и основно за да продолжиме ние Македонија како земја, ајде да користам такви изрази економски, како пазар за ширење на извидниците има огромен потенцијал. Меѓутоа СИМ за да успее што е можно поише да го искористи тој пазар за ширење да достигне што поголема група на млади луѓе ние сепак треба да направиме некои структурни промени внатре у Сојузот. Не треба кој знае колку радикални промени. Тоа што го рече прво Огнен и основно биро или мора да се формира поголема мрежа на волонтери кои што би работеле на целокупен раст на одредот на Сојузот. Ќе се вратам покосно што мислам на кога ќе се мисли на целокупен раст.
И второ, исто пак што рече Огнен, дека мислам дека дел од програмата на СИМ можеби треба да се разгледа. Голем дел од таа програма, СИМ има релативно солидна програма сега, модерна, да речеме, релевантна, меѓутоа мислам дека треба уште малце да се разгледа што уште нешто би можело да се додаде за таа програма да биде атрактивна за младите луѓе во денешно време. Убаво е што да имавме некоја програма пред 15 која што е менувана пред некои 5-6 години, 7, меѓутоа гледаме колку брзо се менува времето. Некои стандарди навосаме дека програмата на секој сојуз треба на 5 години да се ревидира, да се менува. Верувам дека како оди напред времето, дека можеби ќе треба ревизија на програмата да се прави на секои 3 години. За да се види што е тоа што е, пошто едноставно премногу брзо се менува светот. Еве со ситуацијава со ковидов, ако сакаме да останеме во сојуз, пошто нели викаат дека може да трае ова уште година, уште 2, никој не знае колку ќе трае. Очигледно мора да влозиме у самата програма да оставиме елементи да функционира извидништвото и во вакви услови. Со многу малце одење надвор, со многу поише онлайн средби. И нешто што сакам да речам, да се вратам поише назад на целокупен раст. А СИМ како голем број на други сојузи у европски регион не треба да гледа само за апсолутен раст на бројка на членови. Сега сме 2.500, ај за 3 години да бидеме 4.000. Него комплетно развој на целата организација. Едно е членство, второ структурно, значи да има база на волонтери, да има функционално биро, да има структурни функционални политики, стратегии, значи нешто што се носи, меѓутоа и што се спроведува, што функционира, што редовно се ревидира. Значи треба сојузот постепено да се качува нагоре, за да може паралелно да оди растот. И всушност сега пред пола сат ни заврши, имаме семинар за консултанти за раст у европски регион и баш за тоа дискутиравме, значи до пред еден сат го правевме тој муабет. Не е поентата ако ние у сите други сегменти почнеме да го јакнеме сојузот, значи у аспект на програма, што поише водачи да имаме, што подобри функционални тела, што повеќе волонтери да имаме, па да кажеме дека некој раст ќе си дое сам по себе, тамани да не го сакаме. А од аспект на бројки, до кај сме и колку можеме да одиме, колкав ни е потенцијалот, пред некои 2 месеца бевме таман пред да почне короната. Уствари бевме на семинар за раст и одновење на одреди од Црна Гора и Србија, и пришто имаше и четворица од Македонија учесници таму беа на тој семинар, и ја меѓу другото разговарав со нив за тоа какви се бројките. Ја на пример со црногорците, дури со претседателот на Црна Гора и со раководството, кога кажав дека какви се некои бројки, значи младите не можеме да гледаме бројка вкупна на членови, веќе не е иста бројка на членови у Македонија со 2 милиона жители и Англија со 90 милиона жители, или Црна Гора со 600.000 жители и не знам Норвешка со колку има таму преку 10-15 милиони жители. Мора се гледа заради тоа го гледаме тој процент, колку процент од младите луѓе се членови на нашата организација. Некој стандард у Европа е 2, 3, 4%, 5% јаките сојузи што имаат. Значи, членовите наши да се 5% од вкупните млади у Македонија. Ајде да речеме, не знам, не сум гледал статистика, ама ако е Македонија 2 милиона млади до 30 години, сигурно има 300-400.000, може и поише. Еве да ги речеме 300.000 да се млади до 30 години. Ако сме ние 3.000, а не сме 3.000, а да се 300.000 млади, а се повише, не се 300, еве да речеме 300, значи ние би биле само 1%. Значи ние реално у Македонија моментално ние имаме, што го викаат тоа, удел од пазарот од помалце од 1%. И тоа е у некој просек балкански или источноевропски, да го речеме. Меѓутоа, за да достигнеме некој удел од 2,5, 3, 4%, кој што има Западна Европа, значи треба да работиме многу поише. Еве јас секогаш го дам пример. Белгија е некоја земја од 10 милиони жители, има 150.000 скаути. Значи, ако се подели на наши, ние да доеме до стандарди на Белгија на членство, ние сме со 2 милиона, значи треба да имаме 30.000 извидници. Ме сваќаш? У однос на процентот, сакам да кажам. Меѓутоа, тоа не можеме да стигнеме преку ноќ и не можеме само да тргнеме да собираме луѓе, треба да имаме што да им понудиме на тие луѓе и треба да имаме структури у сојузот што ќе ги може да ги опфатат тие луѓе, што може да работат со тие луѓе. Вака, Јордан, баш сега пред мене стратегијата за стратешка област раст и развој, гледам дека пред 6 години ние имаме проектирано дека во сојузот ќе надмине таа фамозна бројка од 2000 луѓе, дека ќе се отворат нови одреди, дека канцеларијата ќе стане функционална, дека сојузот ќе
имплементира проекти, активности надвор од онака традиционалното извидништво ние што го имаме, дека ќе работи извидничкиот центар Охрид ќе работи за потребите на извидниците и генерално голем дел од работите ни се согласно евалуацијата на стратегијата ние ги имаме реализирано. Каде што понатака? Каде мислиш дека треба Сојузот сега да гледа? Која е таа граница што мислиш дека треба да постави Сојузот за плюс членство, што мислиш дека треба да постави за да растеме како организација, дали во насока на креирање на правилници, други документи, такви работи, за зголемување на број на луѓе професионалци кои што работат за извидници, зголемување на кадар, професионален кадар за водачи, началници, старешини, инструктори и така натака и така натака. Каде според тебе, според твое лично искуство и поготово бидејќи сме во време на пандемија каде што голем дел од работите се нејасни што би биле утре, како мислиш дека треба Сојузот да се постави во оваа точка? Сега ќе ви кажам, ја не би се осмелил сам да кажам да се прави многу паметен, јас сега да кажам кај треба да оди Сојузот нагоре. Меѓутоа стратегијата што кажеш при крај со справедливо треба да се прави сега нова и тоа си е сосема реално. Треба да се почне од почеток. И јас се согласувам дека тоа што беше планирано стратегијата е исполнето. И за тоа секоја чест, ја реков и за тоа е Сојуз на извидници на Македонија многу позитивно оценет во европски регион. Сега како понатаму? Сега треба па од почеток да се направи анализа што е направено, да се направат анализа каква е моменталната состојба, нели класично свод, ваква анализа, таква анализа, па да се види колку реално уследните 3 до 5 години можеме да пораснеме. Значи, ја можам некоја моја емисија да дам, ама тоа е исто како да пишам спортска денеска, еве рече го Борусија Дортмунд погодив дека ќе даде 4 гола, ама на тоа останав ништо друго. Не значи дека ќе погодам. Дали ме сваќаш? Ја може да погодам, а тоа е чисто погодуење. Па треба да се направи анализа убава врз база на методи научни што се применуваат у секоја сериозна организација и да се направат чекори напред. Сега нешто што сакам да кажам, што еднаш го спомнав многу пати, ама мислам дека е сега и убаво место и за пред другите. Конечно европски регион ќе почне наредната недела да работи на тој проект меѓу кои што една од земјите ќе се понуди да биде вклучена во тоа. Не знаете вие ништо уште, пошто ни рекоа да го држиме у тајност додека не се расшири. И очекувам во едната недела да бидете контактирани од членот на ваш комитет, вашиот членот од Европски комитет што е заложен за Македонија и одма после тоа и од консултантот на кој што му е доделена Македонија. И ако сака да работите, планот е Европски регион има проект кој што сега го започнува озбилно да го шири веќе надвор, внатре ги изработивме сите што требаше анализи и да ве контактираат. Значи многу е убав моментов за вас што планирате да го правите од наредниот период, значи Европски регион ќе ви додели, веќе е додален консултантот, само треба да ви го соопштат, што ќе работи со вас токму на оваа проблематика, да се направат анализи у следните 5-6 месеца, што, како, до кај сте, што мислите, кај треба, што прави, ќе се прави уште една таа JESA анализа, планирано и тоа, да не збориме што значи тоа, и после тоа да се направи стратешки план за развој следните 3 до 5 години. Значи, моментов е многу убав за сими. И дури идеална желба е на ВОСАМ, да би само шева дека од кој ќе се направат тие анализи план се ВОСАМ да ви помогне да се најдат финансиски средства за тој план да се спроведе. Одлично. Тоа е за сега. Значи, многу убаво моментот, ќе разберете многу наскоро. Така, супер, фала ти да инсайдерска информација што ни даваш. Да, инсайдерска ќутете уште не може. Да. Како не чувате. Значи да не објавуваме дека не ќутете, не има Facebook такви работи. Добро. Извини, само уште едно прашање кога спомна више. Кажи ми во време на пандемија со другите сојузи, кажи ми дали е возможен раст на организација во вакво време? Какво е искуството од другите држави? Знаеш како е искуството е сега уште многу е тазен, 2-3 месеци и не се знае што. Како е, можам да ти кажам некој искуство што ги правиме бројки, еве ВОСАМ што работи на некој работи, ВОСАМ се ангажира се максимално што може што повеќе да вклучи сојузи и да речеме ние секоја година нели го правиме тоа јоти настанот, еднаш годишно во октомври и сега го направија нели у април кога беше кризава. Боја што излезе у април беа, ако гледаме бројки до колку искаути достигнавме, бројки што у други јотија не сме можели да ги замислиме. Значи по 3 пати, 4 пати, 5 пати поише луѓе вклучени отколку претходно. Што е нели многу од аспект на тоа, многу поише луѓе може да се вклучат. Секој сојуз у Европа барем има еден куп активности онлайн сега што работат со скаути. И сите кажуваат дека не имаат ефекти дури поголеми што очекуваат, што е нормално, деца се вклучуваат, нели, поради тоа што ако оди на некој настан на камп треба да има време слободно
поише 4-5 дена треба да плати пари, котизација се. Ова практично не го кошта ништо, само да се уклучи на компјутер, на телефон и може да се активира активности. Значи, сега од сегашен аспект у однос на вложени средства, многу поише се поефикасно извидништвото од аспект на што викаат 3 чау до што е поише луѓе да допреш. Меѓутоа Значи, прашањето е дали извидништво за сите моментално. да, ама да речеме извидништво за сите што имаат пристап до технологија во моментов, не однака за сите. Збориме ние за Европа, у Европа повеќето имаат, да бидеме реални, секој има мобилен или повеќето имаат мобилен и некој интернет на кој што може да се закачи на некоја активност. И сега друго прашање е дали е тоа вистинско извидништво. Нели? И што е тоа извидништво, мислам, нели? Друго е, не можеш ти на интернет да учиш огин да палиш од дома, да седиш и да натраш дете огин да пали или некои активности у природа да учи. Меѓутоа, ако ништо друго, пристап до извидниците од аспект на ширење на извидничките вредности, извидничките закони, завет, правилата по кои што треба да живееме. Тоа да. Но како ќе оди, се уште е рано, не може уште да се направат анализи, ама мислам дека, не ви кажам, од тој аспект поише допираме, ама колку е тоа вистински извиднички. Така. Јордан, фала ти, ќе се вратиме на тебе малце подоцно. Сега ќе преминеме на Марко. Океј. Марче, се слушаме? Да. Супер. Вака, Марко, тебе малце ќе ти поставам прашање од два аспекти, од две точки. Прво, ако не се лажам, ти беше еден од оние кои што го водеше процесот на креирање на оваа стратегија, ако го сеќам, тоа од 2013-2014 година, значи од посета на одреди, работа на терен, утврдување на потреби, свот анализи, викенди во извиднички центари, силни страни, јаки страни и така натака. Значи, еве сега 6 години подоцна, дали си задоволен од тоа што го креираше како документ во канцеларија во тоа време во СИМ? Дали си задоволен од тоа што го гледаш и во тоа што СИМ во што прерасна и на што мислиш дека треба да работи години за да бидеме уште поуспешни? Да, фала ти. Не би рекол дека сум го креирал, ама сум придонел. Мислам дека на ниво на документи, како беше целиот процес изконсултиран тогаш, еве нека ме поправат поискусните, ама мислам дека донесе еден нов пристап на тоа како се пристапува прво на одредите, целата методологија на стратешко планирање, целиот контекст. И мислам дека како документ добивме квалитетен документ кој баш ни даде правец, што кажа ти преска, водилка ни беше во овие 6 години. И интересно е што повеќе луѓе на оперативно ниво се сменија, ама сепак документот како таков го направи дека е релевантен и го користеа. Мислам дека еден од клучните успеси е тоа што беше направена реална стратегија. Се сеќавам тогаш има дискусиите во ИЦУ и тогаш мислам дека Јулија беше еден од фасилитаторите. Сеќавам дека целата идеја беше постојано да имаме реален документ кој ќе можеме да го мериме и да биде остварен. Така што мислам дека оваа стратегија можеме денеска збориме дека сме исполниле во голема мера поради тоа што сме имале свест колкави се капацитетите пред 6 години. И мислам дека ако успееме тоа да го направиме сега за следнава стратегија, што јас би се надевал дека би била пократка, може би 6 години предолг период, мислам дека би било супер. Со тоа што ако стратешко планирање е тешко, е уште потешко во СИМ, бидејќи покрај самата организација која има своји потреби, долга традиција, начин на работа кој треба да се модернизира цело време, исто така тука се и одредите кои имаат собствени потреби и тие потреби треба да се избалансира и тоа воопшто не е лесен процес и се надам дека исто така во овој следен процес на стратешко планирање многу ме ќе што ја правиме дискусијава сега и што короната не беше причина се одложи стратешкото планирање, туку баш напротив дека треба сега да размислуваме за тоа. И мислам дека во суштина повторно треба да се осигураме дека каква и стратегија се прави, ќе успееме да прашаме што е можно повеќе луѓе
прави при правењето на таа стратегија. И не само, би рекол, не само извидници, туку убаво би било да се вклучат и други организации со свој инпут од аспект на доловување на поширокиот контекст во кој работиме. Тоа е многу важно, мислам дека бидејќи често одредите и СИМ како организација, ние си живееме некојаш и во некој наш меур и често губиме контекст и убаво би било да соработуваме со други организации кои може да ни покажат некои други перспективи. Еве сега, например, имаме законот за млади, за младинско учество, тоа исто така ја менува целата правна рамка во која СИМ ќе работи. Може би нема многу да ни промени, ама има тамо, може да зборуваме и подоцна за тоа, има тамо некои одредени одредби што може би ќе ни леснат работата, може ќе ни отежнат, не знам, ти видиме, знаете сите закони кај нас од напишано до имплементација многу се менуваат. Таму има некои концепти на младинско учество кои изгледаат окей и со добра волја може да се применат, но останува да видиме како тие ќе се операционализираат. Некои слични примери на коучество на граѓански организации, например Совет за соработка со граѓански сектор и слично, испаднаа дека многу не им се од корист на граѓанските организации што се напред, така што телата што ќе презат од овој закон и кои дефинитивно ќе треба да се предвидат во стратегијата, може да повторно да ни бидат кочница повеќе отколку некоја корист. Но ајде да не бидеме песимистички, сепак законот е тука и е валиден и мислам дека многу ќе биде важно стратегијата да се на тој контекст. И мислам дека тоа би било за стратегијата. Кажи ми, еве, го спомнав, да те слушам. Мене малце ми се губи интернетот, меѓутоа те слушам. Кажи ми, еве, више кога го спомна законот, значи која би била позицијата на СИМ како организација во положба на законот, што го спомна законот за младинско учество, како мислиш дека СИМ од твое лично искуство и професионално искуство треба СИМ да се постави на национално ниво во поглед на диалог со институции, со цел нели да прерасне на едно повисоко ниво како релевантна организација признаена од релевантни владени институции и државни институции? Да, мислам дека законот е тука. Лично за мене е некој оптимално решение, не е најдоброто, од тоа што го баравме тогаш и како Национален младински совет и мислам дека е позиција на СИМ. Но законот е тука и дефинитивно предвидува одредби што ние сакали или не ќе мораме да ги почитуваме. Да се вратиме и на дел на стратегијата, ако видиме НМСМ од пред 6 години како тело што тогаш СИМ се вклучува однатре, дефинитивно СИМ може да се каже сега дека дефинитивно таа цел поврзана со НМСМ е остварена и СИМ во една позитивна смисла успеа да се наметне во таа структура. Ние веќе четврти, мислам, или пети управен одбор имаме постојано член. Еве ти си сега и подпредседател. И мислам дека тоа учество треба да се засили во следниот период. Оваа пракса треба да продолжи, бидејќи мислам дека тоа ќе биде одлична платформа за СИМ да го следи законот, да види како се развиваат, како се операционализираат овие форми, кои можат да бидат многу зафркнати во смисла младинска чадор организација, кои ќе успеат да се легитимираат како такви организации. Исто така одредбата за што значи младинска организација сега задолжително, тоа значи 2/3 од управувачки структури да се млади лица. Значи тоа сега било напишано во закон. Пред тоа не било нигде напишано во закон. Значи дефинитивно тоа ќе влија и мислам дека е многу важно за СИМ да продолжи на секој можен начин да го следи процесот и да се вклучува што е можно повеќе. НМСМ е само еден начин за тоа да се направи. Тоа може преку соработка со други организации кои до сега одлично сме соработувале или исто така мислам дека треба да продолжи и како стратешко пределба соработката со Агенцијата за млади и спорт. Тука ќе видиме тоа
на сите во секој изборен циклус тој контакт се рестартира, бидејќи како што ќе дое нов директор, многу работи почнуваат од почеток и некои работи што сме ги граделе претходно треба повторно да ги градиме. Ама таква е реалноста во која сме и мораме и ние така да делуваме. И мислам дека тоа што го има СИМ како додадена вредност во однос на други организации е тоа што има легитимитет. И СИМ на кои врата да чукне, малце мислам дека се гледа со други очи и мислам дека е многу попрепознаен и признаен од страна во споредба со други младински организации, што до некаде ни ја прави работата малце полесна, но во никој случај не значи дека треба да се опушта. На оперативно ниво мислам дека многу ќе биде важно СИМ да има јасни застапувачки позиции, односно да каже што сака во периодот. И тие застапувачки позиции во однос на тоа што сакаме ние од институциите, ние мораме да ги комуницираме дали на веб страна, дали со одредите и слично. Тие може да бидат некои документи од страна ИПЛ, за однос на кои се тоа наши ставови за одредени процеси што се случуваат во моментот. И тоа мора да се случува континуирано за одредите да имаат јасна представа за тоа кои се позициите на СИМ на дневно ниво или на неделно ниво, или зависи како се минува динамиката. И кога тие ќе се сретнат на терен со градоначалникот на општината да имаме ние некоја позиција. Мислам дека тоа моментално многу тешко го правиме. Како одреди сме 20 различни гласови на локално ниво и СИМ многу тешко го менаџира тоа. Наместо одредите нас да ни помогнат да бутнеме некоја позиција напред, најчесто ние на локално ниво зборуваме за различни работи. И тоа мислам дека во новиот стратешки план мора да се адресира, таа комуникација да оди полесно. Например, сега имаме ние во новиот закон за млади нешто како младински службени. Таа позиција ќе видиме како ќе биде, значи мора да СИМ да следи како се избира тој човек што ќе биде таму, каква соработка ние ќе имаме со него и да има возможност на одредите да соработуваат со тој младински службеник кој треба да биде во секоја општина, дека тој ќе стане сега тој контакт што нас ни е најважен. И кога ќе се воспостави контакт со тој службеник и градоначалникот да се знакува со една позиција. И мислам дека тоа ќе покаже дека тоа што сме многу не прави разни гласови, туку зборуваме во еден глас и тоа мислам дека дополнително ќе ни даде легитимитет зашто и да побараме утре полесно да ни брои. Така. Супер, значи што спомна во овој дел поготово за младинското учество покрај тоа на национално ниво што го тера како чадор организација, нели како сојуз. За младинското учество на локално ниво. Како мислиш дека тоа треба СИМ да го исхендла во наредни 5 години, дали да јача капацитети на млади лидери кои што би го застапувале гласот на СИМ врз база на документи, правилници што ги спомнати начално сега пред маце кои што се потребни, а ги немаме моментално како ставови на веб страна. Дали има некој друг механизам кој што ние би можеле исто да го земеме како апликативен, да го пренесеме кај нас, да го работиме во наредниот период? Да, мислам дека идеално би било, сега пак зборуваме о некој идеално сценарио, но тоа е до некаде и тактика да се прави стратегија, замислуваме некој идеално сценарио. Мислам дека важно е СИМ да работи со одредите во смисла на застапувачки стратегии, прво, да ги научи одредите како да застапува. Тоа градење на капацитети е потребно кај некои одреди повеќе од други. Некои одреди се многу долго веќе активни, знаат што прават и таа помош би била многу мала или може би не потребна за некои одреди, ама за некои одреди може ќе треба да се почне од нула. И тие разлики мора да се изравнат. И исто така тоа самата обука, самото градење капацитети за застапување ќе биде прилика за СИМ да ни соопштува своите ставови. Например, ако ние имаме како СИМ одреден став за закон за млади, не ни се свија нешто и сакаме да промениме од некој член, тогаш тоа треба стратешки да почне да се гради како на централно ниво во СИМ, така и во одредите за заедно сите каде имаме
можност да се бута тоа. Например, пратеници доаѓаат и од други општини. Например, во помала општина пристапот до пратеникот е многу полесен, например, од него од Скопје. И тука одред може многу да помогне за некој пратеник да покрене нешто во собрание, што некоја нас, например, промена би не интересирала. Ова е само еден пример. Ама мислам дека интензивно мораме да работиме барем со раководствата на одредите во иднина, да изградиме капацитети за застапување и точно да зацртаме одредени како подакцијски планови што сакаме да постигнеме за некои работи. Ама тоа пак многу ќе зависи од тоа како е, например, законот за онлајнско учество што моментално остава најголема непозната во равенка, како ќе се оствари врз нас. Моментално вака отчитање, мислам дека ќе немам голема рефлексија врз нас, ама при имплементација можно е тоа да се случи. Така, фала ти, Марче. Фала ти Фала. многу. Следна, Светле, се слушаме? Да. Супер, здраво, Светле. Здраво. Вака сега, значи, тебе ќе те прашам малце поише за програмската област, за програмата, како активен водач и моментално началник кој што има таа оперативна функција на локално ниво во одделот, односно во Брицо. Би сакал да ми дадеш твое кратко мислење за моменталната програма Компас, која што е официјална младинска едукативна програма на организацијата. Дали се имплементира доволно, дали е доволно активна и ретроактивна, дали треба да се ревидира истата и што и недостасува на таа. Додатно да дадеш малце пресврти како истата дали представува алатка нели за развој на извидништвото, дали истата би служела за креирање на нови одреди и дали истата е доволно инклузивна и овозможува вклучување во неформалното образование на сите деца, односно е целосна инклузивна програма, односно програма која што нема граници никакви. Здраво, добро вечер како прва. Многу ми е мило што како директен учесник во имплементирање на програмата имам глас нели да кажам свое мислење за истата. Значи пред се да напоменам дека нашиот одред главно е фокусиран на програмите за развигорци и помлади извидници, поради тоа што нашето членство се состои во главно младистите. Како таква програма тоа сега имаме имплементирана програмата не како Компас програмата за со своите водечи и активности, имаме имплементирано во своите состаноци, во своите активности и слично, со тоа што со модификација на програмата, зависно од членовите, зависно од патролата, со нели нормално давање на можност на самиот водач и членови на патролата да ја модифицираат според своите потреби, амбиции и желби. Исто дава доста голем спектар на различни активности и теми кои што може да се обработат во состаноци, затоа мислам дека е одличен гайдлайн и добра основа за новите одреди кои што се формираат. И како што гледаме последните години, членството на СИМ се зголемува, истата може да биде многу добра отскочна даска за самите нови водачи, нови патрули што се формираат, може да даде одлична насока кон водење на самите состаноци и активности. Истата секако поради тоа што веќе со години постои, има свои доблести и мани, има работи кои што треба да се ревидираат секако, со оглед на тоа дека некои работи во извидништвото секогаш ќе останат исти, како методите, целите, мисијата и слично. Сметам дека најголем осврт на ревидирањето треба да биде кон активностите кои што се дадени и предложени. Исто така сметам дека во ревизија на самата програма треба да бидат исклучени луѓето кои што прв ја имплементираат всушност истото, односно водачите на одделите.
водачите во одредите, односно да е најблиску до самите членови, што може ние да дојдеме како може би да дојдете како мислењето на членовите за истата програма. И сега мислам дека досега си има покажано доста добро и има извршена својата цел, доста добро, што се покажува и со самото зголемување или на членството на сојузот и на самите одреди. Исто така мислам дека како квантитативно, нели и квалитативно со тоа што има сработна програма во која што се вклучени вештарства со нели различни вештини кои што може да им дадат нови знаења, нели нови можности на самите членови и слично. Исто така мислам дека таа исто е доста раздирлива и опширна и затоа може да се користи многу при нели како добра насока за новите одреди. Така, еве, бидејќи вие во Блицо работите нели со развигорци и извидници, тие развигорци и извидници до година во наредни 5 години ќе бидат во друга категорија, значи ќе бидат истражувачи и ровери. Кажи ми што мислиш дека би било потребно, што би им било интересно за нив? Како треба оваа програма да расте поголем? Што треба да се дополни, што би можело да биде плюс? Дали вако ќе те прашам истото прашање и огнен што го прашав на почеток. Дали иднината е во онлайн или во иднината е на што е можно потрадиционално извидничество? Прашањето ми е што им е поинтересно на децата? Што сакаат повеќе? И па вака сега, тука мислењата се поделени и моите мислења се поделени, а не па на сите извидници и членови. Од една страна, како и светот што расте и се развива и се менува, мораме и ние да се прилагодиме на истото. Нели најпрво како технологијата што се развива на минатата смотра не можеме да се јавиме од истото место на кое што мислам последната смотра имав на интернет цело време. Треба да се пратат и ситуации кои што се случуваат и да бидеме спремни на секакви нели на погоди како што е ова сега, да бидеме спремни на секакви услови во кои што ќе биде наставени. И целото тоа извидништво и програмата, како што јас мислиме да може да биде пренесена и на други начини. Но сепак мислам дека нешто што на децата ги задржува на извидници, особено сега кога растат и еве едно од мојата патрола кои што се деца од 12-13 години, на извидници најчесто доаѓаат и она што ги задржува е хардкор извидништвото, кое што е на кампови, на активности кои што се случуваат со спиење во шатор, со стази и слично. И оние вештини кои што нема да ги научат никое друго место освен на извидници. Супер, фала ти многу. Одлично, така, значи. Супер, фала ти Светле. Срна? Да си се мјутнам. Срна, се слушаме? Здраво. Супер. Сама си се анмјутна. Океј, си знаеш, искусна си више. Голем дел со оваа онлайн програмава доста научи и порасна и ги стекна вештините и за модерирање и за држање сесии, за се што ми е огромна чест и мило за тоа. Значи, Срна, ќе те прашам исто тебе, Маце ќе те потпрашам и за програма, бидејќи нели што се вика до лани беше водач, више почна сега и да волонтираш поише на национално ниво. Значи, прво бидејќи лани беше старешина на еден супер камп, летен камп што го реализиравме, дали мислиш дека програмата на Сојузот е доволно инклузивна во моментов и кои се насоките за во наредните 5 години, дали сим треба што е можно поише да ги отвори вратите, што е можно поише да прилагоди програмата во таа насока, или е добро моментално ова што го правиме како што го правиме? Вака, значи прво би сакала, мислам, да ги пофалам сите луѓе и Сојузот нормално што работи толку многу на тема инклузија на сите можни групи на млади луѓе со кои што живееме нели во нашето општество. Меѓутоа и мислам стварно можеме да се пофалиме во споредба со други сојузи дека сме на едно супер ниво на таа тема. Меѓутоа мислам дека ние сме инклузивни по потреба и многу ми е криво што ова на овој начин го кажувам. Меѓутоа мислам дека така на одредени периоди се формираат кампови, се формираат тренинзи на оваа тема, меѓутоа тоа не е нешто што константно се работи и нема, не знам,
луѓе што константно го работат. Мислам дека одличен начин за ова да се подобри би било доколку мислам во нашиот сојуз има навистина истражувачи, ровери кои што се екстремно квалитетни, кога екстремно ангажирани, значи кога ќе седнат нешто да прават, тоа го прават до крајот. Барем сега со оваа онлайн програма го сфативме тоа. Всушност колку многу сакаат да работат и работат луѓето во нашиот сојуз. Меѓутоа мислам дека треба да има некаква поинаква структура, односно мислам дека треба, доколку ние како сојуз сакаме да пораснеме и во број, меѓутоа и во развој, мислам дека е потребно тим на волонтери кои што постојано, значи во текот на целата година ќе работат само на темата инклузија, бидејќи во моментот кога ги опфаќаме сите останати групи на млади во нашето општество, бројката мислам дека сама по себе си доаѓа, а и баш кај извидништвото е за секој и за сите, а не само за одредена група на луѓе. Така што мислам дека само со мала измена, не мала измена на структурата, туку додавање на некој тим, кој што ќе се знае, да речеме дека во периодот од 2 години или 1 година или 6 месеци, sejedno, си ја знае работата и си знае кои работи треба да ги спроведе во тој период, мислам дека супер ќе станеме на оваа тема. Така, мислам, супер се надоврза на истото огне што го кажа на почеток, односно она зашто жали од секогаш било целосно профункционирање на бирото на СИМ. Ако не те разбрав добро, според твое лично мислење, бидејќи ти ги знаеш луѓето на твоја возраст, што се односно роверите и волонтерите на СИМ, да сметаш дека има огромна желба, има огромна мотивација за истото, има огромен број на луѓе кои што реално би се вклучиле во ваков вид на активности, на ангажмани, на ова, ако не те разбрав, ако добро те разбрав, така? Дали е огромен бројот, не би можела да знам, но знам дека со сигурност има 20 до 25 луѓе кои што апсолутно би работеле со фул паре. За било што и да треба да се направи. Така, супер. Сигурно ќе се навратиме на ова подоцна и ќе има прашање и мислења за ова. Исто, бидејќи си тука, би сакал малку да те прашам и во делот за обука на кадри, бидејќи ти беше дел од тимот за креирање на новата тренинг рамка на СИМ. Кажи ми нешто повеќе за неа, дали истата е согласно стратегијата 2020 и како истата, бидејќи е тази што се вика е направена пред крајот на минатата година, како истата ќе биде апликативна во иднината? Дали мислиш дека ќе биде лесно прифатлива од одредите, како ќе иде нејзиното имплементирање, така натака и така натака? Епа вака, значи оваа тренинг рамка беше изработена на неколку викенди во извидничкиот центар Охрид, каде што присуствува и работа и се ангажира во сработување на оваа тренинг рамка. Сигурно десетина луѓе, би можела да кажам дека имаше најразлични мислења за како работите треба да се направат. Меѓутоа имаше и одличен компромис постојано, така што мислам дека тоа што сите луѓе, мислам дека сите мислења на луѓето кои што ја работеа рамката беа слушнати и мислам дека беше изграден еден продукт кој што би требало онака да ги задоволи потребите на младите. Тренинг рамката се состои од 4 нивоа, значи првото ниво, мислам, опфаќа група на млади од 14 години па претпоставам до 29, каде што има 4 различни тренинзи, видови на тренинзи, значи има школа за водачи 1, која што би требало да е она нај-basic leadership школа, потоа има школа за водачи 2, која што е веќе понапредна, каде што извидниците имаат шанса да научат како да организираат поголеми настани. Потоа доаѓа тренинг за тренери, каде што младите кои што учествуваат треба да научат критички да размислуваат, меѓутоа ете и да се стекнат со одредени презентацијски вештини. И на крајот има инструкторската школа, односно Woodbatch. Јас бев сведок дека изминатата 2019 година дека беа одржани школа за водачи 1 и тренинг за тренери на која што на чии што присуствував и јас. Сметам дека и школата за водачи беше одлично организирана и одлично онака изреализирана, се повторувам, добро. А тренингот за тренери исто можам да мислам да го пофалам дека беше супер со тоа што јас нели бев член таму. Тоа што ми е жал е што мислам дека не сакам да спишам душа, ама мислам дека на рака се бројат одредите кои што директно се вклучија во
во школата за водачи и во тренинг за тренери како учесници. Мислам, со оглед на тоа што стварно многу се разработени овие програми, сметам дека секој извиник може да дојде и да научи не само една работа, туку и многу повеќе работи и едноставно да се дооформи на некој начин, како некоја целина доколку присуствува не само на еден тренинг, туку и на сите 4 тренинзи последователно, како што се оди од школа за водачи 1, па двојката, па тренинг за тренери, Woodbatch на крај. Дали тренинг рамкава е согласна со стратегијата 2020? Мислам дека ја имав читано стратегијата пред некој време, пишуваше таму дека треба да се разработи тренинг рамка, така што мислам дека продуктот го имаме, дека имаме една одлична тренинг рамка. И дали ова тренинг рамка може да помогне во иднината за обучување на уште повеќе млади? Апсолутно да. Апсолутно да. Тие луѓе кои што учествувале на школа за водачи 1 или и на тренинг за тренери и здравје кога ќе ни дозволи нели ситуацијата, сите оние луѓе кои што ќе учествуваат на тие обуки, после тоа ќе можат нивните идеи да ги внесат директно во тренинг рамката и да ја модифицираат според промените. И мислам дека таа тренинг рамка доколку се имплементира и доколку има постојано учесници кои што ќе посетуваат, само ќе се усовршува. И буквално сите ќе можат да ги добијат потребните знаења за понатам нели да предат наследниот чекор. Супер, фала ти Срна, одлично беше. Сега ќе дојде малце поинтерактивниот дел каде што ќе може да се вклучите и вие останатите. Значи како ќе оди моментов со вклучување со опцијата Raise Hand, кој што се наоѓа на кога ќе притиснете на копчето Participants, доле има 3 точки, односно Options, и таму има опција Raise Hand за да се појави кај мене дека сакате да земете збор. Доколку не можете да најдете таа опција, може слободно напишете во чат, да се јавите и да прашате нешто, да искоментирате. Директно се вклучи, се извинувам. И директно, или директно. Така, Гушев, извини само. Не морете. Јанес има јавено за збор, ќе му дадам на него збор, па после ти ќе те земеме во предвид. Фала ти многу. Јанес, се слушаме, тука си или на Гушев? Се слушаме. Тука сум. Ајде, повели. Како поискусен можам да му давам збор на Гушев прво од почитување, така да може Гушев па ќе го поставиме с моето прашање. Фала ти, Јанес. Во секој случај. Фала ти, Гушев, повели ти како поранешен и дел од комесаријатот за тренинг со кадри и дел од старешина на извинички одред, сигурно имаш огромно искуство. И началник на биро меѓу другото. И началник на биро меѓу другото, така огромно искуство, така да твоето искуство е секогаш добродојдено, повели. Значи вака, искрено да ви кажам, малце самите, знаете, малце сум пооддалечен од раководните структури во Сојуз на извинци и Македонија. Тоа што моја едноставно да се работа како сакам. Нашето мислам дека тој момент беше сега ние можеби сме дома во одредите во матични одреди потребни. Кога станува збор околу ќе се натоа на сето што него започна, околу неостварувањето на неговата желба, мислам и ја може да се правам во тоа што ја не се правов како и началник комесар на струка од причина што сметам дека биото независно моја мислење лично сметам дека биото заедно со началникот и колку си толку комесари мора да бидат според мене хонорарно платени. Бидејќи ако се појави некој ако се појави некој дете сака да работи треба да дојде што два пати, да си ги плати минимум пати. Значи, биото, според мене, од секој сум за да биде со некаков тип на хонорарно помилување, хонорарно да биде на база на проект, да се изнаде начин да барем некаков, да поместо да бидат комесари, без тоа, има сачоградски крај моје мислење. Околу бирото, мислам, успехот го гледам само така. Кога ставаме збор за нашето пронаоѓање во општествениве текови, секогаш се залагам и да држам таа теза дека ние како Сојуз на извинци на Македонија мораме и секој наредно старешинство, и секој нареден старешина да ја насочува енергијата кон Министерството за образование и наука.
единственото место каде што нас ни припаѓа е само таму. На кој начин? Ние правиме програми по хоризонтала и по вертикала, и по вештините и степенованата програма. Таа е како сојузни извидници, да ја поднесеме мој пред Бюрото за развој на образование и Министерството за образование. На комисии кои ќе разгледуваат овие планински програми. И успееме да ги верифицираме како постигнато образование. Ние го решаваме проблемот на социјалните извидници на Македонија на национално ниво за ние се слободни до сме го решаваме. Значи, ние се спира, че ќе потврдиме нашата декларативно воспитно образовна мисија, која што имаме на целата мисија на Светото скаловско движење. Тоа ние ништо не правиме. Местото да се покапат на Министерството за образование. Второстепено Министерството за отбрана. Тие се двата клучни министерства, кои што нас се највеќе во прилог, со кои највеќе можеме да добиеме. Гушев, извини, малце некако мора да се раздалечиш од микрофонот, некако многу слабо многу јако те слушаме со пречки. Да. Добро, сега ме слушате ли? Сега подобро те слушам. Значи, насочување на енергијата кон Министерството за образование, нашите програми во Биро за развој за образование и Министерство за образование, верификација и потврдување на воспитно образовната работа. Јас во тој дел гледам успех. Продолжение на приказната за бидејќи учествував во две стратегии за обука, јас секогаш сум се залагал да школите за водачи на патроли и јата се одредска работа, според мене. Затоа што одредот Димитар Влахов си ја знае потребата според членството колку водачи му требаат. Значи, школа за водачи, ново менеджерство на Сојузните извидници Македонија. Со утврдена програма, утврдени темни. Доколку нема кадар, Сојузните извидници Македонија, вертикалки донесе кадар, биро, друг одред. Значи, одредска работа е организирањето на школите за водачи на патроли. Без тоа, бидејќи попрасна, тоа е потребата на одредот. Секој се знае потребата според бројот на членови по категории, така се ги организира и водачите. За останатото движење према горе, тренер, инструкторски школи, тоа веќе треба на сојузни извидници, тука не може никој да се меша. Но школите за водачи се одредска стратегија. Секој се знае колку. Понатаму, кога станува збор за тренинг системот и за дополнителни активности програмски, извини, уште еднаш ка пробај некако да поместиш, пак нешто не се губи. Сега дали ме слушате? Сега е добро. Вака, значи, кога станува збор за реализирање на активности на сојузни извидници во Македонија, јас предлагам секогаш да им се даде можност за инструктори, за тренери, да организира потреби да води. Логистиката да биде од страна на одредите. Мислам дека на тој начин ќе им дадеме значение на одредите, ќе ги вклучиме одредите да работат, ќе ги разбрдаме одредите да работат. Јас искрено сега тврдам, сега да им дадеме задача во Штип, во Прилеп, во по-нови одреди, да организираат некаква активност, ама со помош на сојузни извидници, 100% ќе се направат. Типот на организација на регион, школа, инструкторска школа, независно на сојузни извидници. И на тој начин ќе ги раздвижиме одредите. Ние преска Марко ја започна приказната за програмата 6 години. Значи, тоа беше прекрасна програма, прекрасно графички изработена, колку се спроведува и друго, но најголемата замерка ја наоѓам. Гушев, ознаки... извини малку, пак не се губиш? Сега дали ме слушате? Сега те слушаме добро. Значи, најголемата замерка наоѓам што... Да?
Остави го микрофонот, валда микрофонот ти прави некои сметни и не те слушаме ништо. Сварно, до сега ја не разбрав 30% од тоа што го... Остави го само на маса негде, било каде, и како го... Мислам дека имаш прекин нешто во микрофонот. Да. Извините. Не можам да го... А сега? Сега е добро. Ало? Да, окей. Добро ли е, ме слушате? Окей, е добро. Значи, околу програмата, што не се изработија тие пусти сонца, звезди, јазли, сонце, што не успеавме децата да имаме ги програма. И на крај не успеавме да функционира оној. Извини, ајде мате пробај дали на друга мрежа да се пуштиш на интернет, меѓу време да ќе сумирам јас од тоа што го разбрав, значи Гушев збореше дека СИМ треба да биде како стратешка цел да го стави Министерството за образование и на наука, односно признавање на програмата од страна на Биро за развој на образование, школата за водачи да биде на ниво на одредска активност и да им се дава поголема одговорност на одредите, односно целиот дел од логистичките активности да бидат организирани од одредски активности, школи за водачи, инструкторски школи, надпревари и така натака. Сега дали ме слушате? Сега те слушаме. Вака, значи, и на крај, околу знаките по категории, сонца, звезда, јазли, ме разбирате? За подоста програма. Тие не си изработија, некаква програма реализираме, никоја што децата не им дадовме нешто да закачат до униформа. И на крај, извини Крис, како крајно одликување за реализирана програма во Сојузни извиници на Македонија. Значи, јас со гордост ние на децата не можеме да им дадеме ознака со која што ќе за окупната рамка на Сојузни извиници на Македонија. Значи, целата програма по хоризонтално. По хоризонтално и вертикално. Тие работи мораме во наредните стратегии да се размислат и да се изработат со цел децата да очистуваат припадност со тоа што го направи. Това ми е многу и начин да се заокружи систем на образование, кога ние децата им нудиме понивното образование, заокружување на систем. И на крај добро, значи, од суштина тоа е, и само сакам да го подсетам старешината, дали ме слуша, гледам нешто последно време, него утилизира албанскиот јазик, што многу ми сметаше, ама дај Боже така да продолжи да го нема, тоа е многу добра идеја, и да не продолжи албанскиот јазик со наобјавите на Сојузни извиници. Ова го зборувам искрено, значи, јас некој стране го зборувам тоа, гледам у последно време. Фала ти, Гушев, фала ти. Следен на збор се јави Јане. Јане, се слушаме? Се слушаме, Владче, да. Супер. Поели Јане. Да, фала на можноста да дискутирам. Им благодарам на дискутантите кои што се уклучија до сега и што го споделија, нели, своето мислење за што направивме во последните 2 години, но она што можеби слушнав малку премалку е што очекувате во наредните 5 години. Поточно до сите 5 дискутанти би поставил прашање многу кратко, значи без навлегување, кои би биле двата стратешки приоритети на кои што би требало да се посветиме највеќе во наредните 4 или 5 години во зависност колку ќе биде стратегијата. Значи, сите петорица, многу кратко, по 2 збора, кои се вашите стратешки приоритети, кои што мислите дека треба да се осврнеме? Благодарам. Фала ти, Јане. Одлично. Ако може да му одговорам, ево е моје мислење. Чекај, ја прво би дал на помладите да оди малце обратно како што почнавме. Така да Срна повели. Еве сум, ме слушате? Да, те слушаме. Повели. Според мене, мислам дека инклузија би требала да биде на прво место. Значи, опфаќање на сите можни групи на млади и повторно би рекла неформална едукација. До душа тоа ни и досега не била јака страна, меѓутоа сметам дека треба да продолжи во таа насока. Само би појачала малку кај моментот инклузија. Одлично. Светле?
Значи, ај ќе се задржам на две точки, значи вклучување на што е можно повеќе членови од редите во обуки и нели таа тренинг рамка која што се изработила и до обучување на истите. И второ исто така инклузија и видливост на одредот која што за сега сметам дека сме на добар пат. Видливост на сојузот, извинете. Фала ти, Марко. Тешко. Мислам дека раст и развој и имидж, ако одиме по оваа рамка сега, зашто мислам дека има поволни услови за раст и раст не може да има без да си го подобриме имидж. Така што мислам дека ако морам да бирам од овие од повеќе, овие две би ги приоритизирал. Фала ти. Јордан, повели сега. Значи, ја да го се вклучам со тоа што рекој инклузија, значи до што поише групи да се дојде, што повеќе да се опфаќаат луѓе, и второ за мене убедливо за симе, ќе речеме моje лично мислење, без анализа, без ништо, институционално јакнење на сојузот. Што повише луѓе да се вклучат на сојузно ниво. И многу е проста математиката, вака на муавет. Од секој одред, рековте, има 20 одреда. По двајца да се вклучат, више за 40 волонтери на национално ниво. Кај ни е крајот, 40 волонтери да ги имаме. Тоа. Супер. И на крај Огнан, повели со твоите две теми. Многу интересно е сите соговорници да ги слушнеме. Извини Гуше, прво стварно 30% целиот муавет го слушнав. Не се разбираше што и не можам многу да кажам околу тоа излагање. Точно дека одредите треба да прават школи за водачи, но ако прави и сојуз за школа на водачи, и ако се побара од тоа, треба да се посети. Ме радува срна што има 25 волонтери што активно може да се вклучат. Ако има 25, предложите ги било кој комесари да бидат тоа во биро, дали ќе ставиме веде биро, начин како да ги уклучиме, па да видиме што ќе сработат, па да ги избереме најдобрите за комесари, комесаријати да направиме. И ова Јордан што го кажа, ако имаме 40 на луѓе што ќе работат во тоа биро, бидејќи таму им е најголемото место, тогаш нема за што да се плашиме. Ќе бидеме многу повидливи, како што сме видливи и во моментов, но можеби тоа е малку. Ќе бидеме позастапени не само во Агенцијата за млади, каде што може да користиме негово лого, а не и некои средства и буџет. Точно се менјаат директорите, Марко што спомна во агенцијата и секаде треба да се почне од почеток што и како, до кај сме стигнале. Подпишавме меморандум за соработка, само вика меморандумот како и со претседателот на државата, така и со Агенцијата за млади и сегде било што, сите меморандуми ќе ги подпишеме, само да користиме нивно лого, али околу средства не. Средства има, доаѓаат проекти во реализација од онова што го имавме пред неколку години. Сега сме све послаби и послаби. Околу тие водни школи, началникот на биро, ако ме слуша, ако е се уште тука, организираше школа, се бараше од него, се пријавија 3 деца, 5 деца, 7 деца. Нешто многу сакаме од Сојузот, како одреди. Сојузот ако пружи, после зошто го прави Сојузот, одредите не се активни. Има некоја чудна хемија што владе кај сите извидници, не знам како да ја кажам. Изминатиот период се трудев тој напумпан балон, да го кажеме, да го издишиме, да го снема, но гледам дека се уште постои. Луѓето што работат во Сојуз се трудат. Имавме неколку, да кажам, убави работи, па не убави. Пример, канцеларијата преселивме во еден многу убав објект. Ово таму моравме да се иселиме поради тоа што старите сака да се вратат. Еве сега имаме, уште не знам колку сте запознаени дека треба да влеземе во
тие бараки од матично Старо Скопско, каде што ќе имаме убав простор, се уредува, се бара проект каков, што и како ќе се организира све. Дали пандемијава пак не укочи тоа, бидејќи требаше до 1 април веќе да бидеме везени таму. Снеже тука голема благодарност што ни остапи ПСИО простор каде што може да се обратиме и да работиме. Има доста тешкоти, но ако имаме стварно срна, безицирајќи тие 25 активни волонтери што се, да направиме цела стратегија во наредниот период и да бидат носители на споредувањето на стратегијата. Оваа стратегија што направивме пред 6 години, бев во Охрид, направивме еден автопат со идеи што и како е. Стварно беше работа на големо ниво. Од тоа испадна стварно документ што со многу работи што мислевме нема да ги исполниме. Мислам дека 70% можеби од таа стратегија што беше тогаш недостижна, ние ја постигнавме. Ме радува што, морам да го спомнам, другите соговорници не спомна, извиничкиот центар од малку го ставаме на нос. Дубиоза беше што Сојузот имаше блокирана сметка. Сега може да се пофалиме дека на сметката на Сојузот има и средства. Може да потрошиме. Но сега се справуваме со тоа што дека имаме доста активности, дали да ги намалиме активностите, бидејќи немаме доста учесници. Имаме 2000 и нешто регистрирани членови. Сме ја исполниле бројката онаа што е, видувањето. Може би Јордан што спомна дека дали треба да бидеме 5% од младите. Да, ама сега тука кривицата ќе ја префрлиме на државните институции што да направиле попис, не знаеме колку млади има. Од државата, нова демократија, да кажам. Колку сме познаени, ете, го спомна Марко и новиот закон за млади, каде што активно учествувавме. Има во управниот одбор дека ако бидат 2/3, тогаш е чадор организација младинска, каде што ќе биде помогната од државата. Сега ние имавме доста младо старешинство. Старешинството со тек на години, значи остарува. Го разговараме и тоа и на состанок на старешинство, каде што дали треба да гледаме да биде 2/3 помладо раководството, за да може да влеземе во таа чадор младинска организација, каде што ги исполнуваме сите оние други услови што се, и да добиеме некои бенефиции. Тоа го разговаравме, требаше на редовно годишно собрание да го поставиме како размислување, бидејќи не при крај на годината треба да имаме и редовни избори, каде што треба да избериме ново старешинство и дали да биде тој услов, дали да не биде тој услов, не може услово да го направиме бидејќи во статутот ни е сосема некако другачија планирано. И статутарно имаме, можеби треба да измениме некои работи, да можеби и овие состаноци онлайн да бидат внесени, иначе делимично кажавме дека и електронски може некој да биде присутен на состанокот. Но, ете, имаме доста можности и нови полиња што се отвараат за да ги спроведеме. Давам на сите целосна доверба дека сите направивме многу, но се уште може многу да направиме. Идеите се, ете, да кажам, фрлени, ракавицата е фрлена, сега ние треба да зграбчиме, поготово по младите, да ги кажат сите оние своји видувања, кај го гледаат Сојузот, дали за 3, дали за 5 години. Ние може да направиме стратегија и за 6 години, па за 3 години како и оваа да ревидираме, па да видиме до кај сме, што сме и да ја измениме. Мора да го знаеме правецот во кој ќе се движиме. Супер, фала ти Огнен. Некој друг да не сака нешто да каже за крај? Видов некоја рака дигната спуштена. Ана, сакаше нешто да кажеш, извини? Или?
Прашањето што сакав да го поставам, ствари ја не го поставив. Аха. И некој сакав да искоментирам за кратко за програмава Компас, затоа што мислам дека малку не кореспондира со динамиката на на одредите. Пошто колку што знам, во нашиот одред во Феникс, а мислам дека и во другите, вообичаено патролите, јатата има 1 до 2 состаноци неделно, например, оние работи што се наведени за да се освои, да речеме, пчела за развигорци или не знам какви да беа тие животните, се малку премногу наведени за динамиката на одредите. Инаку исто се согласувам со Светле, мислам дека кажа за тие авантуристичките настани што кај нас малце во Сојузов не достига и би било супер да ги има малку повеќе и исто така и обуките. Ме радува тоа што, например, минатава година имаше 2-3 обуки за брендинг и комуникација. Исто супер практика, мислам дека беше со академиите, ако не се лажам, во 2018-17 така нешто. И беа супер за јакнење на капацитетите, за водачите се надограда. И тоа е тоа од прилика. За стратешките приоритети веќе зборував. Супер, фала ти Ана, фала ти на некудот. За крај ќе затвориме со Цобе, се јави и ќе затвараме полека бидејќи помина час и половина. Цобе, се слушаме? Да, дали се ме слушате вие? Не слушаме, повели. Океј, добро вечер на сите. Само едно мое кратко видување на сето она што успеав да го слушнам овој период од кога сум вклучен. Разговарајќи околу стратегијата, јас ќе се задржам на некоја си стратегија за обука на кадри која што имаме. Јас се согласувам дека е потребно и да се извршат и промени и сето ова што го работевме минатата година што имаше, што е влезено, што е разговарано и вујце што се работеше, дека е потребно да се внеси и да се ревидира сето тоа. Се согласувам со мислењето и ставот на Гушев дека школите за водачи поготово треба да ги организираат одредите, но тука мора, тоа е всушност е регулирано, меѓутоа не знам кој од каде и како се почитува. Значи регулирано е дека школата мора да се пријави во канцеларија, односно кај бирото, кај началник, да се одобри. Значи школите мора да бидат унифицирани. Не можеме да дозволиме секој одред да прави што сака и какви теми да обработува во зависност од тоа што му е потребно. Ако е школа за водачи, се знаеш кои теми треба да бидат организирани, треба да бидат предадени и да се изреализираат. Исто е тоа не само за водачи, за сите школи. Во извидништво, значи, моје мислење е дека символиката на извидништвото ја изгубивме, за жал. Полека нешто враќаме со унифицирањето на униформите, значи нема повеќе зелени и плави, единечни се, мислам унифицирани, и мислам дека тука малку ќе допринесе кога ќе се појавиме надвор сите да не гледаат така. Духовноста која што како ја имаме како духовност, значи ни стана апстрактна, истата како да ја снема. Значи во поглед па од друга страна на имиџот, јас пак ќе се навратам. За каков имиџ може да зборуваме кога ние ден денес не знаеме или не почитуваме како да носиме една извидничка кошула. Нешто што го правиме на школа за водачи, ја не зборам за децата, ја зборам за луѓе кои што сме возрастни, кои што водиме одреди. Многу сум изненаден позитивно од ставот на Срна, која што спомна дека 20-25 извидници во секој момент можат да бидат активни и да бидат вклучени во работа во Сојузот на извидници на Македонија. Тука, значи, индиректно се однесува на бирото. Јас еве 2,5-3 години можеби официјално сум началник на биро, огне па уште повеќе го поддржам кога правиме школа за водачи на национално ниво, се пријавуваат 35 студираме дисциплина до 12 души. Пријатно сум изненаден, повторно ќе кажам, ставот на Срно и јас би сакал сите тие кои што се да дојдат и да видиме што и како да се организираме, да се изберат
и комесари и да видиме дали би можело тие луѓе да профункционира тоа биро. На крајот само ќе кажам дека за иднина мислам дека треба да се вратиме кон нашите основни вредности, да се вратиме назад во природа, активностите да ни бидат што е можно повеќе во природа, на отворено, кон основите, школи во природа се организираат со повеќе хајкови. Меѓутоа, значи јас поддржувам и обуки во извиднички центар Охрид, меѓутоа сите сме свесни дека последните обуки се што се правеше таму од најразлични причини. Мислам дека тоа малку треба да се промени, дека треба малку да прошараме, да прошитаме низ Македонија. Околу членството со 2000 луѓе, јас би бил среќен да сме толку. Иако е последно нешто што го работевме, баш тоа околу регистрацијата на одредите во Сојуз и може би има некаков си увид од тоа што е стигнато како документација, меѓутоа колку е таа реална, јас самиот себе во себе не сум убеден дека тоа се реални проекти што ги има во одредите. Само на кратко би изреагирал, 2000 луѓе у Сојуз на извидници на Македонија по список да, исто колку што Македонија сме ние 2 милиона луѓе. Тоа би бил мој краток став и видување на што го слушнав и што можев да дадам еден мој коментар. Благодарам. Фала ти, Цобе. Ајде сега, уште некој, дали има некој да се јави слободно со некое прашање, со ваше видување, да сака некој да додаде, слободно нека дигне рака, нека пише или нека се вклучи директно да допринесе. Ана? Имам едно прашање, пошто нели рековте дека било супер доколку одредите ги организира тие школи за водачи, со тоа што Сојузо би му помагал на одредите, но дали Сојузо има доволно капацитети за секој одред да обезбеди поддршка за одредска школа за водачи? Супер прашање. Некој од панелистите да сака да го одговори ова? Може? Може, Огне, повели. И го пише Антонија, не. Одредите само нека организираат школи, ја ветувам дека ќе има голема поддршка. Морална. Значи, од предавачи, од луѓе што треба да пренесат знање, ако може и финансиска, ќе и тоа. Но во моментов, ветувам дека било каде да се организира школа, ја ветувам дека сигурно ќе дојдат поддршка членови од Сојузот, тоест членови на одредите, ние членови на Сојузот имаме своје, само Владко е член на Сојузот. Ние сите потекнуваме во матични одреди. И Владко има матичен одред, ама во статутот не знам како е регулирано тоа дека генералниот секретар додека да врши таа функција треба да се иземе од одредските активности. Затоа кажам и поддржувам. И овој одред кај се организира членови од одредите, што се членови на Сојузот, ќе помогнат во организацијата, а не се сомневаме во тоа. И втора работа, така е дека одредите да направат школи за водачи, но не гледам препrekата дека може тоа да се здружат и неколку одреди да направат школа, а и на сојузно ако се направи школа, бидејќи тоа параше од нас како дека самите одреди немаат капацитет и школа ако направи со четворица нови водачи, не би било школа. Значи таа школа пак треба да има 20 учесници, што ќе може да се направи како што треба сите теркови инструкториве што имаат марами, стубави, чворови, многу повеќе да не се меша во таа работа. Но ветувам дека сегде има поддршка. Да го дополнам, Огне. Значи, јас преска не намерно реков, школите за водачи ова важи и за Ана. Значи, школите за водачи се одредска стратегија. Значи, одредот самиот знае колку има потреба на водачи. Значи, од тие причини одредот сам си ја креира политиката, со тоа што ќе се надорзам на Цове, се знае лагер листа на теми што треба да се работи. Унифицирано низ
како за секоја школа низ Македонија. Сега, пример, јас ќе ви кажам пример. Ние последната наша школа за водачи направивме со 14 луѓе, од кои имаше 20 од Јадран, 6 од Велес, од Штип, од Прилеп, значи имаше луѓе кои што беа присутни и на тој начин се зорганизираше. А предаваа луѓе, инструктори, кои што имаат и тренери кои што имаат поминати обука. Со тоа што е понудено и пријавено во Сојузни езици Македонија по теми кои што се представени во стратегијата. Така да, на тој начин само можеме да си градиме капацитетите на водачите во одредите. А за повисокиот степен обука, Сојузни езици Македонија, инструкторски, тренерски школи, тоа си е Сојузни езици Македонија. Друг начин нема. Хвала ти, Гушев. Дечки, последни две прашања и затвараме за денеска. Кој има уште нешто да допраша? Слободно нека се јави за збор. Собек, дигаш рака, гледам, или од претходно само не е спуштено? Или од претходно? Дали се слушаме? Се слушаме, да, повели. Вако, значи јас и само на Ана би одговорам дека мислам дека Сојузот апсолутно има кадри, поготово за школа да водечи да се организира и да помогне на секој од поединечно. Апсолутно се го поддржувам и Гушев дека тоа е и одредска стратегија и дека до сега била практика, не гледам зашто да би била една унифицирана одредска школа за водачи, напротив, секојаш било тоа дека се покануваат извидници од други извидни школи, така да малте неќе дојде мини сојузна школа, меѓутоа во организација на одред. И со овој апсолутно одговори на прашањето дека Сојузот на извидници на Македонија има и инструктори, и не само инструктори, туку и водачи, некои обучени кадри, кои што апсолутно може да покријат и да организираат школа за водачи. Благодарам. Хвала ти, Собе. Океј, последен повик да се впуштиме со прашања. Нема. Океј, да кажам нешто. Да, погна, повели. Ви прво учествувам на вака преку интернет, на Zoom, еден состанок. Во иднина ќе препорачам секојаш вака да правиме состаноци, бидејќи многу сме културни. Ова за похвално беше. Сите си го пратиме зборот, кога и како е, нема досвојање, може сите да се слушаме и ви посакувам успех и понатаму, заеднички да го градиме Сојузот. Фала ти, Огне. Ја на крај само би сакал да сумирам, значи тоа што го кажавте вие како говорници во насока на раст на организацијата, во насока на програма, супер коментари кои што ги добивме од страна на Срна и на Светле, во насока на раст и развој на организацијата од тебе и Јордан, и во погледи каде СИМ треба се позиционира во согласно младинско учество на локално и на национално, согласно законот за млади и градење на партнерства со институции кои што ги даде Марче како одличен импут за нас кои што во иднина треба да ги земеме по предвид. Би сакал да се заблагодарам на сите вас што се вклучите, што не слушавте, за сите вас што се вклучите и активно со прашања и со подпрашања за во текот цело овој више скоро 2 часа го пробивме рокот од час и пол. Би сакал исто така да ве поканам во наредните трибини кои што ќе се стуваат и што имаат ваков ист или сличен формат на разговор. Следната трибина е следната недела на 23 мај и што ќе се однесува стриктно само за роверската програма, односно имплементирање на роверската програма и работи кои што треба да се подобрат, и последната трибина за месецот мај, односно тема која што не ја фативме сега, бидејќи ќе се работи детално за 2 недели од сега, односно имиџот на СИМ денес и утре како го гледаме на 30 мај, фасилитирана од страна на Јане, кај што ќе ги разгледаме сите овие точки од стратегијата и наредните чекори.
Исто така би сакал да ве потсетам за сесиите кои што ги правиме како дел од програмата за градење капацитети. Вторник имаме сесија со лидерство и четврток имаме сесија за проектен циклус менеджмент во 7 часот да не следите нас. Но дополнително за сите додатни информации кои што се може да следите Facebook страната и Instagram страната на Сојузот и доколку сакате да се вклучите поактивно, слободно може да не контактирате нас, тимот за програма или кој да е од Сојузот во телото. Ви благодарам уште еднаш од моје лично име и ви посакувам убава и пријатна вечер. Чао, чао. 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 Чао, чао. Чао.